Почитувани присутни, дами и господа, ваквите политички академии се исклучителна можност за стекнување на нови знања и квалитетни информации кои се од важност во процесот на носење на одлуки. Особено што годинешната политичка академија представува сублимат на граѓанската и политичка едукација, како и обука посветена на стекнување на лидерски вештини. Секој човек кој се занимава со политика треба пред себе да има јасна слика за тоа зошто влегува во политиката. Секој млад човек треба да има јасна визија за напредокот и развојот на својата земја, базиран на главните вредности за слободата, правдата и солидарноста. Затоа, исклучително важно е да не се заборави првичниот порив зошто човек се нафатил да влезе во политиката. А тоа е да направиме нешто повеќе за нашата заедничка иднина, да создадеме вредности врз кои ќе се базира нашето општество и да се остапиме и да не остапиме од тие вредности. Многу често знаат да кажат политиката е неморална и валкана работа. Не исличувам и ваквата предпоставка. Но политиката е таква поради нечестните и неодговорни луѓе кои го креираат таквиот впечаток. Вистината е дека политиката е многу повеќе од тоа. Да не забравиме дека таа во својата суштина има човечката вредност да им се помага на луѓето и да се служи за интересите на граѓаните. Единствено на овој начин може да се свати основата и суштината на политиката. Од тука секој поединец ја има могта да одлучува. Тоа е суштинската демократска придобивка. Секој поединец има можноста да одлучува за себе и за својата иднина. Светот на политиката почнува од локално ниво. Онаму каде граѓаните директно, непосредно го чувствуваат влијанието на политичките процеси. Многу често работата на општините, проектите кои тие ги реализираат се најнепосредниот контакт со политиката. Од тука и одговорноста на сите кои се занимаваат со политика е поголема. Затоа што секој поединец учествува и ја прави глобалната слика за тоа што ние правиме за развој на државата и општеството. Локалниот развој и јакнењето на институционалните капацитети е клучниот сегмент во развојот на демократијата. Или како што Конрад Аденауер велеше, општинската и локалната политика е школо за високата политика. Затоа што се започнува и завршува од поединецот, кој создава пред се во средината во која живее и обстојува. Од сите нас зависи во каква средина ќе живееме и како вредносен систем ќе изградиме и ќе оставиме на нашите поколенија. Токму тоа е целта на оваа академија, која е плод на заедничката соработка на фондацијата Конрад Аденауер, Институтот Павел Шатев, Меѓународниот републикански институт ИРИ, на Австријската народна партија. Задоволство ми е што оваа академија е прва која досега се организира на вакво високо ниво и која вклучува предавачи од најразлични профили. Секој од нив професионалци од својата област. Политичката академија обезбедува теоретски знања и развој на практични вештини за политичката работа на локално ниво. Сметам дека самата тема на оваа академија, развојот на демократијата на локално ниво, овозможува еден широк спектар на знаења, кои се од важност, особено во пресред на следните локални избори. Нам ни се потребни силни општини, отворени за граѓаните, општини кои ќе може најнепосредно да одговараат на предизвиците со кои се соочуваат граѓаните. Истовремено, голем дел од општините се креатори на локалните економски политики, на нови инвестиции, како и активен учесник во привлекувањето на тие инвестиции. Затоа се потребни млади и образовани кадри, кои ќе можат да ги придвижат процесите, но и искусни и кадри кои што своето искуство ќе го пренесат во нивната општина, во нивното работење и ќе им помогнат на граѓаните. Дозволете да упатам благодарност до организаторите на оваа академија за високото ниво на соработка,
како и за понудената можност да се споделат знаењата и искуството во процесот на создавање на нови кадри. Вистината е дека на политичките школи, академии и факултетите може да се научат многу работи, но вистинскиот предизвик е кога ќе се добие шанса во пракса, во реалниот живот, да се споведуваат политики. ВМРО-ДПМН е како политичка партија е позната како место во кое се даваат шанси на квалитетни кадри. Бидејќи секаде во светот тие се двигателите на процесите. Дадената шанса е можност за напредок, за покажување на личните квалитети. Колку човек е искрен и подготвен да направи нешто повеќе за своите граѓани и нешто позитивно за својата земја. Идните носители на функции треба да знаат дека на политичката зрелост мора да и преходи животната зрелост. Нема лесни и незаслужени успеси. Потребна е многу труд, вложување и знаење, но и смелост да се преземе одговорност, бидејќи нема поголема одговорност од таа спрема граѓаните. Потребна е совесност да се внимава на личното однесување. Секој од вас има одговорноста спрема луѓето кои ги представува. Владата презема постојани напори и многу заложби. Образованието и постојаната едукација се задржат на врвот на општествените приоритети. Убедени сме и цврсто веруваме дека една од најсигурните и неиспотливите инвестиции за еднината е токму образованието. Образованието е квалитет кој треба да се валоризира и да се почитува. Затоа се постојните инвестиции и вложувања во образованието. Целта е тоа да стане подостапно за младите, содржински да се подобри, но и да се кренат основните стандарди за многу повисоко ниво. Квалитетната политичка комуникација е одраз на политичката култура и принципите кон кои се стреми и поддржува и се придвижува поединецот. Транспарентноста, отчетноста и посветеноста се работи во кои секој човек треба цврсто да верува и кон што јас инсистирам секој од вас да го почитува. Многумина одовде ќе продолжат да се занимаваат со политика и ќе останат во политиката подолг период. Можеби некој од вас животниот пат порано или подоцна ќе ви усмери во друг правец, во некоја друга област, но не заборавајте дека вредностите на честност, работливост и посветеност подеднакво важат за секое поле кон кое вие ќе решите да се посветите. Тоа е вредносен систем кон кој секој треба да се стреми, секој поединец. Токму затоа ви се потребни и овие знаења од оваа политичка академија. Тоа се знаења кои се уникатна можност да се надоградите пред се поради ваша лична корист, но и користа на државата, општината, средината во која работите и ќе работите. Почитувани присутни, тука присутни се голем дел луѓе кои што веќе се градоначалници. Присутни се и луѓе кои што се кандидирани за градоначалници и нивни соработници. Нивни соработници и луѓе кои што ќе им помагаат во оваа кампања која што следува. Сакам да кажам некои работи кои што се исклучително важни за овој период. Прво, од оно што може да се заклучи од сите истражувања, од расположението на граѓаните. ВМРО-ДПМН ќе биде победник на овие локални избори, независно дали СДСМ ќе излезе или нема да излезе на избори. ВМРО-ДПМН ќе биде победник и според бројот на најмногу освоени градоначалници, и според бројот на најмногу освоени советници и гласови. Меѓутоа, за овој период има една друга важна работа која што не смееме да ја заборавиме. Кога сте во кампања, кога сте меѓу многу народ кој што има очекувања од вас, треба да бидете внимателни и одговорни. Масата знае да понесе и понекогаш неодговорно да се дадат нереални ветувања. Внимавајте на тоа. Внимавајте кога сте во еуфорична маса, која што бара од вас повеќе ветувања. Ветете толку колку што сте сигурни дека ќе можете да исполните. Ова важи и за тие кои што ќе се кандидираат за градоначалници, и за тие што ќе бидат до нив и ќе им помагаат во целиот тек на кампањата. Затоа што времето брзо поминува. Еве, тука има
градоначалници кои што веќе се градоначалници го завршуваат својот мандат, тие може да ви пренесат дека 4 години поминуваат брзо. Луѓето не забораваат, тие помнат. И немојте да мислите ако вашиот политички конкурент вети многу повеќе и многу нереално, дека народот тоа нема да го препознае. Може би некој поединец нема да го препознае, може би некој мал број на луѓе нема да го препознаат. Но луѓето се мудри. Тие се помудри од политичарите. Тие веќе препознаваат кој говори искрено, а кој не ја говори вистината. Немојте да мислите дека ако вчера во некоја уличка каде што вие не сте предвидели некој проект, дошол вашиот конкурент и ветил нешто што е нереално, а вие сте дошле денеска и кажувате дека не можете тоа да го ветите, но еве го имате во обзир доколку излезат нови можности. Немојте да помислите дека народот тоа нема да го препозна и дека туку така веднаш ќе го даде гласот за вашиот конкурент. Затоа основната порака што денеска сакам да ви ја испратам пред да ги започнете сите контакти што треба да ги правите со граѓаните, првата порака е тоа: бидете внимателни и одговорни во вашите ветувања, како во програмата, така и кога директно комуницирате со граѓаните. Ветете го само тоа што сте убедени дека ќе го исполните. И да има можност нешто да се исполни дополнително од тоа, не сте сигурни дека ќе можете, чувајте го. Чувајте го и трудете се да го исполните, позитивно да ги изненадите граѓаните. Тие ќе знаат да го почитуваат тоа и ќе ви возвратат на наредните избори. Уште еднаш ви кажувам, 4 години брзо ќе поминат. Многу побрзо отколку што мислите. По 4 години, кој што сеел, тоа ќе жнее. Животот продолжува и тогаш. Сите вие и тогаш ќе имате амбиции. Затоа, погледнете што се случува во минатото со оние кои што не ја говореле вистината, со оние кои што манипулирале и со оние што мисле од денес за утре. Како на краток рок да ги измамат гласачите и да ја добијат нивната доверба. Ние сме партија што не работи од денес за утре. Ние работиме на долги стази. Понекогаш губиме заради тоа, да, точно е. Некогаш знаат помал број на граѓани да подлегнат под заблудите што им ги даваат нашите политички конкуренти. Но, на долг рок добиваме многу. Добиваме на доверба, која што подосна се одразува на многу избори понатаму. Но не добиваме само како партија, мора секој од нас како поединец да добие. Не може поединецот да се влечи по партијата. Затоа што луѓето и тоа го препознаваат, тие може да речат да партијата е во ред. Главно ги исполнуваат работите што ги ветуваат. Ама овој или тој не е таков. Тој не изважа на минатите избори. Тогаш нема да ви помогне репутацијата на партијата. Треба две репутации. Репутација на партијата и репутација на кандидатот. Внимавајте на личната репутација. Поготово што вашата лична репутација може да влијае негативно, доколку е негативна, на репутацијата на партијата. Ви следи возбудлив период со многу контакти со граѓаните и не заборавајте на нив и откако ќе ви ја дадат довербата. Оти ако вие заборавите, ќе заборават и тие на следните избори кои ќе дојдат по 4 години. Нека е с успех на овие избори и се надевам дека од оваа политичка академија излековте многу поуки и нови знаења. Ви благодарам.